Внимавај на себе, бидејќи е најважно како се чувствуваш на духовен план, дали воспоставуваш мир и дали поседуваш позитивна енергија. Значи, ако не внимаваш на себе си, тогаш не очекувај дека другите ќе бидат тие кои што ќе те надополнуваат, ќе те подхрануваат и кои што ќе придонесат да се чувствуваш добро. Понекојаш и тоа го има, но всушност и самите луѓе се под удар, под притисок, под напнатост и можеби имаат недостиг на енергија, а ти очекуваш тие да ти помогнат да се излечеш од кризата. Значи, секој човек е оставен самиот на себе си, во суштина, таков стана светот, се индивидуализира, живееме во капитализам, каде што едноставно емпатијата, алтруизмот се помалку ги има. Затоа мора да размислуваме за состојбата на својата душа, мораме да го негуваме собствениот дух и мора да акумулираме знаење, да осознаеме методи кои што ќе ни помогнат да се себе хармонизираме и да умееме самостојно и индивидуално да се градиме во животот. Во тој правец е и напишана мојата најнова книга Будење на позитивната енергија, со цел да почнеме малку повеќе да мислиме на афирмативното. Доволно се преоптоваруваме со сите оние негативни нешта кои што ги има и на индивидуален план, но пред се на колективен план. Што подразбира дека не можеме да очекуваме ниту од општеството, ниту од функционерите, ниту од натворешниот фактор да не хармонизираат и да не ги отварат портите кон мирот и хармонијата, што се вели портите на рајот. Тоа го нема, не очекува ништо од надвор, ретко ќе пронајдеш луѓе кои што се духовно воздигнати, кои што умеат себе да се хармонизираат, да зрачат со позитивна вибрација и таа позитивна вибрација да шират насекаде околу себе си. Значи, ретко, бидејќи живееме под притисок, под тензија, превладува цицањето на позитивната енергија и има многу црпачи на таа позитивна енергија, што значи може лесно да налетаме и да станеме жртви на енергетските вампири, за кои пишувам во книгата Будење на позитивната енергија. Многу лица се определија да бидат нарциси, па се ставаат исклучиво себе си во преден план. Некои се хистрионични личности, кои што имаат потреба од внимание, кои што бараат постојана услуга или некој да ги види, некој да ги пофали, некој да им лајкне и така натака. Значи, сите овие нешта се обработени во книгата Будење на позитивната енергија, во која пред се мотивира поединецот како да ја надополнува, хармонизира, подига својата енергија. Бидејќи ако немаш енергија, тогаш како да вегетираш, тогаш си истоштен, тогаш се чувствуваш заморно, тогаш едноставно ти треба многу повеќе одмор, па и премногу да спиеш, како да си уморен, затоа што ментално, емоционално си истоштен. Кога ќе дојде до емоционална дисхармонија, а тоа значи можеби се живее под удар на тагата, на гневот, на стравот или на стресот, тогаш и навистина не може да се биде креативен, туку сме водени под законот на преживувањето. Значи, наспроти законот на преживувањето, постои законот на креативното действување. За да бидеш креативен и за да действуваш во насока на афирмативното, мора да имаш надополнување на енергијата. Еве гледате овде на ова место прекрасно, во поречието, како се ослушнуваат птиците, како зеленилото буди еден вид на мир, хармонија, како убавата панорама тоа го возможува, за разлика од така наречената метропола, која станува асфалтна џунгла и во која се повеќе и повеќе е присутна негативната вибрација. Значи, мора да барате место, мора да барате ситуации кои што ќе ве полнат, бидејќи на крајот, нели рековме, оставени сте самите на себе си. Кога ќе се хармонизирате и кога ќе постигнете една внатрешна, би рекол, смиреност, тогаш ќе можете тоа да го пренесете на другите. А всушност секој го дава тоа што го има. Како ќе пренесеш убава енергија ако самиот се бориш за да обстоиш со енергијата која поседуваш? Како ќе шириш мудрост и знаење ако не се едуцираш, ако не се развиваш, ако не се хармонизираш? Значи, едноставно се е производ на односот кон себе си, на таа симбиоза. Јас, мојата душа и природата која ме обкружува. Значи, лепи се и фокусирај се на убавите нешта. Биди пчелата. Неретко ќе има и ситуации кои нема да бидат добри, па некогаш и временските услови навидум ќе создаваат некое тмурно расположение. Но најди го убавото и во тоа така наречено тмурно време, бидејќи можеби и тоа ќе те насочи кон тишината, кон мирот, кон самиот себе си, кон читањето на книгата и така натака. Филозофијата по секоја цена да се стигне, да се задоволат другите, да се подхрануваме со егото, да постигнеме голем материјален успех, да се докажуваме пред другите, да бидеме видени, да бидеме не знам како
респектирани, почитувани и јалова работа, бидејќи нештата лесно се менуваат. И таа така наречена публика која со воскит ќе гледа на тебе, утре може да стане со најкритички тонови или да те омрази и да почне да те напаѓа, бидејќи не си направил нешто што не им се допаѓа. Значи, луѓето ќе не одобруваат само тогаш кога ние нешто придонесуваме за нив или кога навидум сме на некоја висока позиција. А тогаш кога нешто нема да биде добро со нас, ниту на енергетски план, ниту на емоционален план, ниту на финансиски план, ниту на статусен план, тогаш вие ќе го видите вистинското лице на другите личности. Затоа немојте да живеете во илузија, во заблуда, дека другите се секогаш тука за да ме излечат од кризата. Направи напор, пробуди се, читај ја книгата, читај ги моите книги, гледај ги видеата, работи на себе, гледај се што е афирмативно, надградувај се, помогни си, затоа што немој да очекуваш дека утре од бездната некој друг ќе дојде да те излече. Може би ќе те излече, но тоа е лоша навика, бидејќи не е суштината константно некој да ни ги дава рибите во раце, туку како ние самите да учиме да ги ловиме рибите. Значи, да се осамостоиме. Тоа е нешто што не достига тука кај нас во Македонија. Луѓето, повеќе од 35 години, како да се зависни од тие надворешни влијанија и како да очекуваат дека раката на спасот ќе пристигне и ќе ги излече од бездната. Ниту пристигнала за 35 години, ниту ќе пристигне за наредните 35 години, затоа ние сме тие кои што треба на самите себе да си помогнеме. Тоа значи негувај душата, гледај да не се токсицираш, внимај емоциите, тие се многу битни, затоа што ако ти се нападнете и ако се чувствуваш навредено, тогаш нема да бидеш во мир, во хармонија со самиот себе си. Гради го духот, духот е тој кој што помага во најкритичните ситуации, ти дава сила, ти дава упорност, ти дава издржливост, ти дава оптимизам, ти дава волја да ги истрпиш ударите и утре да излезеш похрабар, посилен и победнички од некое искушение. При тоа и јакни го умот. Умот треба ни помогне да анализираме во каква состојба се наоѓаме, да анализираме со какви личности сме си фатиле работа, треба да анализираме колку и како знаеме и што со тоа знаење, кон што да го насочиме, и умот треба да ни помогне нормално за да правиме избор. Избор во насока на афирмативното, позитивното. Значи, навидум нешто се јасни, некој би рекол и лесни, ама тешко спроведливи. Бидејќи луѓето имаат лоша навика, или се трупаат со невредни нешта, или се окупираат онаму каде што превладува црното, или бараат чуда, па преку ног некој да ги исцели, да ги спаси, или премногу се зависни од тие надворешни фактори. Значи, ретко некој инвестира во себе си и сватил дека тој е тој кој што треба да си помогне и да се излекува од кризата. Мора конечно тоа да се разбуди, затоа и треба да се пробуди нашата позитивна енергија и да сватите дека најголемата инвестиција во духовна смисла покрај молитвата и ред нешта кои што духовно ја воздигнуваат е едукација, читање на книги кои што будат афирмативна можност, а всушност книги кои цел живот се читаат. Значи, определете се за тоа што ве развива, тоа што ве полни, определете се за тоа што ве збогатува како личност, што ви дава една методолошка основа како да си помогнете себе си кога ќе паднете во криза. Било кое надворешно очекување и премногу зависење од, би рекол, некоја друга личност или од некои надворешни фактори не може да вроди за плод. Затоа што едноставно понекогаш и тие луѓе кои што ни се најпотребни тогаш кога ќе бидеме во криза, можеби и самите поминуваат низ криза и можеби немаат време, а и можеби не препознаваат како некој кој што им е во интерес, така што може да не игнорираат. Затоа ти немој да си ја игнорира својата душа, немој да се игнорира самиот себе си и да го затапуваш својот дух, туку пробуди ја својата позитивна енергија и стани водител на сосеното живење.